Што ќе покаже билатералниот скрининг на тема правосудство и фундаментални вредности? Бојан Маричи, како вице-премиер задолжен за европски интеграции во Брисел, уверува дека од реформите ќе се видело резултат, а дома правосудниот систем пука по сите шавови. По кој знае кој пат на маса математичко-политичките калкулации во правосудните институции. Павлина Црвенковска на 4 месеци до истекувањето на мандатот се повлече од функцијата, а како причина наведе притисоци од судско бизнис елитата. Новиот шеф таму ќе се бира за 5 дена, а политичарите апелираат на Црвенковска, ако доживеала индиции за влијание, да пријави во надлежните институции. Од друга страна, Советот на јавни обвинители изборот за шефови на Скопското и Гостиварското више обвинителство го одолговлекува со недели. Откако првиот пат членовите побараа време да разгледаат оцени на кандидатите, двајца од нив, Фатиме Фетаи и Бурим Рустеми, се откажаа од трката. На седницата не дојде државниот обвинител Љубомир Јовески поради здравствени причини, за последно Советот да каже дека нема кворум за избор. Шпекулациите практично се остварија, нов мандат да добие актуелниот шеф на Скопското вишо Мустафа Хајрулахи. Но не само ова, правосудниот систем во континуитет е на удар. Не така далечно минато е контроверзниот избор на Ислам Абази за нов шеф на организиран криминал и корупција, без да го видат колегите, уште помалку јавноста. Се појави пред медиумите за прв пат еден ден по изборот, негираше партиска блискост со членството на ДУИ, што за 2 часа се демантираше. Алфа дојде до фотографии со него и Фикри Ахмети, братот на Али Ахмети, но и со екс-градоначалникот на Гостивар од редот на интегративците. Тие слики, рече Абази, биле од свадби и веселби, бидејќи потекнувале од исто село, а сакал да се качува и по планини. Заедно се село, како што знаете сите, и се случува заедно да бидеме поканети со многу луѓе во иста свадба или настан. Таа фотографија сме во свадба, на свадба повикани. Изборот на Абази не беше транспарентен ниту за американската амбасадорка, а правниците за тоа вклучија аларм многу порано, но беа навредувани од членовите во Советот на јавни обвинители. Се гледа дека институцијата сама по себе, значи обвинителите сами во себе немаат базичен интегритет, односно се препознава, луѓето не се глупави, се препознава дека тие и во едно вакво тајно гласање кај што самите бираат и натаму гласаат за личност што ќе им биде кажана, односно дошептато од политичката или... А под истрага е предходничката на Абази Вилма Русковска, како и двете обвинителки Елизабета Јосифовска и Ивана Трајчева, поради претресот во управата за финансиска полиција, а кривична пријава има и за екс-директорот Арафат Муареми. Не изостана и битката кој да биде член во Академијата за суди и јавни обвинители. Практично, ниту еден член во Академијата не беше избран без поголема врева. Не изостана и скандалот со предвремениот положен правосуден испит на помладиот Џафери, пред да заврши правни студии со 300 кредити.